Во организација на Српското археолошко друштво, кое годинава одбележува 130 години од постоењето, во Нови Сад, Република Србија, се одржа симпозиум на археолозите на кои беа поднесени 100 реферати на археолози од 13 европски држави. Своје учество на овој меѓународен симпозиум имаше и Илинка Атанасова, археолог, кустос, советник во музејската збирка на Кочани, која работи во состав на Музеот на Македонија. Оваа година тие одлучиле да поканат и колеги од повеќе земји, значи имаше меѓународен карактер, заедно со земјата организатор Србија, вкупно имаше 15 земји кои што учествуваа на овој симпозиум, освен сите држави од поранешната југословенска држава, беа и останатите балкански држави, Грција, Бугарија, Романија, меѓутоа имаше и Германија, Швајцарија, Велика Британија, па дури еден учесник и од Катар. Вкупно имаше пристигнато 100 апстракти за представување и тоа на различни теми, на различни сесии. Моето представување беше во сесијата за археотехнологија и представувањето ми беше со технологијата на изработка на фигурините од Спанчево. Искуството секако дека е големо поради тоа што и споменав дека е со меѓународен карактер, значи различни се пристапите на кои се приоѓа кон проучување различни теми и по-конкретно тоа што тие не одеа хронолошки по сесии поделени така како што се прават нашите симпозиуми, туку идеа по тематски беа поделени од праисторија до среден век, значи во сесијата во која што јас имав свое излагање, имаше теми од праисторијата па се до среден век, значи на различни работи се обрнуваше внимание конкретно на технологијата во археологијата. Според Атанасови, искуствата од симпозиумот во Нови Сад ќе бидат искористени во понатамошната работа на музејската збирка на Кочани, како и во истражувањата од областа на археологијата кои